Со вчерашната посета на премиерот Петков во Битола, Софија манифестира дека ние сме втора бугарска држава, сметаат експертите. Поранешниот амбасадор Ристо Никовски вчерашната посета ја оценува како голема навреда за нашата држава. Вели, со самото тоа што Османи се појави во Битола, приватната посета на Петков добива поинаков карактер. Тоа што вчера се случи во Битола е краен безобразлук, невидена навреда на нашата држава. И на крајот од денот е прашањето, а што бараше тамо нашиот министер за надворешни работи? А фактот што тој со нив беше во некакви посети лево-десно, не термоелектраната, што беше, тоа беше трафостаница, нели така, тоа покажува дека посетата доби, иако неофицијален, барем работен карактер. Секој македонец по она што се случи вчера мора да биде навреден, да биде посрамотен и да се срами што де факто е македонец. Вчера се покажа оти Бугарија веќе има слобода да прави што сака во нашата држава и оти е дозволено да располага со територијата, додава Никовски. Изгледа ова го потврдува и изјавата на Османи. Оти македонската влада не била повикана на отворањето на културниот клуб Иван Михајлов во Битола од бугарската амбасада, што ја заостри јавноста. Поголемата дилема која се отвара е: кој дозволи да се отвори културен центар со името на човекот кој не признавал посебна националност, самобитност на населението во Македонија. Ако бевме ние сериозна држава, уште од денеска ќе почнеа подготовките за 10 на 15 дена или месец дена да ние отвориме нешто слично во Бугарија. Меѓутоа, како што знаеме, нашите немаат никаква намера, а бугарската подпредседателка и вчера во Битола ни кажа дека немало македонци. Кога тие велат нема македонци, не мисле дека нема македонци во Бугарија, тука и во Македонија. Тие не сметаат нас за македонски бугари. Ако ние сме дозволиле такво нешто, другата страна има право да доаѓа тука, да се шета, ние не можеме да им го забраниме тоа. И додека и експертите и опозицијата повикуваат Македонија да отвори културен центар во Бугарија, соседите денес отворија и културно-информативен центар и во Охрид, а нашиот министер за надворешни работи порача само оти го разбирал незадоволството кај граѓаните, без дополнителен коментар.